Моја приказна е што сам имала проблем со спиење, со несаница. И све се започна сосема наивно, значи. Прво сам почнала од љубопитност и да решим проблем со несаницата. Почнала сам да земам таблети за спиење, мислела да тоа ќе биде полесен пат да се одморим и да спијам, да имам добар сан. И на почетокот, навистина, тоа ми годеше. Но не ни забележав кога таа кратенка стана навика, а навиката полека зависност. Бидејќи организмот брзо постанува резистентен на бензодиазепани. Јас сам узимала Санвал и секој ден сам дозу покренула више и више. После тога почнала сам да се чувствувам депресивно, анксиозно, нервозно, уморно од самата себе. Тој маđепсан круг траеше речиси 2 години. Значи од првата таблета која почнав да ја земам до последните месеци пред да дојдем во клиниката, број се навистина зголемила. И првиот пат и се доверив на сестра ми. И нормално сите во фамилијата почнува да забележуваат дека нешто не е во ред со мене, зашто сам сакала да пијам таблете и преку ноќ и преку дан. Таа ми рече дека морам што побрзо да прекинам и да побарам помош. Ја нисам верувала, јас сам мислила да сама можем да решим тај проблем. И кога дознаа и моите родители, тие ми дадоа навистина огромна поддршка. Ми рекоа дека е најдобро да одиме во клиниката во Белград, за која они слушнале дека навистина им помага на луѓето во вакви ситуации. Доаѓањето во клиника беше моја пресвртница. Од првиот ден се чувствував прифатено и безбедно. Лекарите ми помогнаа преку третмани за детоксикација да го исфрлам од телото сето она што ми беше обземало. Почнав да имам навистина да им верувам на лекарите и не верував дека за 10 дена ќе бидем чиста од таблетите кои 2 години ги земав. Особено ми значеше поддршката од психотерапевтот. Разговорите со мојот психотерапевт Ивана беа навистина многу значајни. Ми вратија доверба во себе, ме научија како да се справувам со емоциите, кој е било мој тригер како сам започнала и како да се борим понатаму и да почнем нов живот. Исто така многу е важно физичката активност. Ме вклучија во физички активности. Пред тоа никогаш не успеав да се натерам да вежбам. Но овде тимот, тренери, ме мотивираше, многу беа позитивни, љубезни и ми помогна да ги покренам своето тело. Освен тоа, спа програмите, окси третмани, масажи и многу дополнителни третмани придонесуваа да се чувствувам подобро, поопуштено и поздраво. Денес, кога ќе погледам наназад, сваќам дека низ тој процес пронајдов сила и вера во себе.
Најважно ми е што знам дека не сум сама и дека со вистинска помош и поддршка се може да се надмине. Мојот совет до луѓето кои имат проблеми со зависноста е да барат стручна помош. Најдобрата инвестиција што човекот може да го направи е за своето здравје. Да барат стручна помош, како што јас ја најдов оваа клиника, од која сум презадоволна и сум спремна да го почнам животот така како што сум живеела порано. Значи, кога имаш зависност, не си ти таа личност што си била порано. Моја препорука е да барате стручна помош, да не имате предрасуди за фамилијата, што ќе луѓето да кажат, или да мислите на своето здравје, зашто навистина зависноста е голем проблем кај нас во нашата земја, а ние тоа не го приметуваме. Ние пиеме таблети за смирување како да се бомбони, а тоа навистина не е во ред. Значи, тоа е моја препорука што на крај хочу да кажем, и презадоволна сам и сам спремна да почнем нов живот.